Подобро од очекувањата функционира кол-центарот на јавното предпријатие ИСАР по неговото инсталирање пред 22 дена. Колку повици има во текот на 24 часа и на што претежно се однесуваат тие? Со оглед на тоа што во време кога го правиме овој разговор, системот покажува дека имаме вкупно 450 повици. Значи, можеме да извлечеме некој просек по околу 20 дневно. Најголем дел од истите се повици кои што граѓаните пријавуваат проблеми со фекалната канализација. Дел од нив се за проблеми со водоводната мрежа, најчесто со притисокот на чешмите, а многу помал дел се од комунална природа. Од кои делови на градот стигнуваат најчесто повиците? Базата на податоци покажува дека граѓаните се јавуваат од целата територија на општина Штип, така да немаме точен податок каде најмногу има дефекти. Каква е процедурата по примањето на повиците и дали сите повици се реални, односно вистински? Направивме анализа на од вкупно 450 повици, некаде околу 157 се информативни. Значи, луѓето не се јавуваат да пријават конкретен проблем или да се пожелат на услугите кои што ги нуди јавното предпријатие, туку се јавуваат од информативен карактер да проверат дали навистина функционира новововедениот кол центар. Инаку постапката по примениот повик, значи операторот и лицето кое што го обслужува кол центарот директно како налог за работа го преусмерува проблемот на раководителот на оделението. За колку време вообичаено ИСАР реагира на повиците? Реагираме веднаш, значи во истиот момент првата слободна екипа се праќа на терен, без разлика дали е проблем од водовод, канализација или од комуналната сфера, се интервенира веднаш, доколку е некој посериозен дефект, исто така веднаш се почнува со работа, меѓутоа за тоа можеби треба и неколку часа, некаде имаме и интервенции кои што траат и цел ден. Кол-центарот на јавното предпријатие ИСАР е во одлучноста да се подобри комуникацијата со граѓаните и да се зголеми ефикасноста. Во наредниот период се најавува имплементација на други методи кои ќе ги подобрат услугите кон граѓаните, информираат од предпријатието.